Под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Ова не е уште еден разговор за умор, ова е епизода во која ќе ви покажеме зошто сте уморни и што се крие под површината на Хашимото. Доктор Марија, да почнеме од човечката страна прво. Кога прв пат почувствувавте дека нешто не е во ред со вашето тело, а никој не можеше да ви објасни што е? Значи, целата приказка можам да кажам дека започна некаде пред повеќе од 5 години. Пораѓањето на најмалиот ми син, значи имав нагло влошување на здравствената состојба со многу изразени симптоми. Каде што буквално бев хронично уморна, не можев да ништо да извршувам од никакви обврски. Имав страшно опаѓање на косата, имав болка во буквално сите мускули, имав 35 килограми одгоре кои што не се симнуваа, независно на каква диета сум, независно што и да пробам или на кој начин да славям, ако треба да се изразам на тој начин. И имав многу изразени дигестивни проблеми и сигурно листата е многу повеќе. Би рекла, нашето тело многу често сака да се обидува на некаков начин да не заштити со тоа што голем дел од работите ги знаеме и да ги забораваме во однос на самата симптоматика. Но тоа беше местото каде што тргнав по би рекла моите колеги да барам одговори што се случува со мене, со моето тело, затоа што примерно се будев со отоци кои што за мене не беа воопшто типични, не беа објасливи, беа одеднаш, значи имав нагло влошување на видот на едното око, кој што исто така не беше објасливо. Имав влошување на анксиозноста, изразени панични напади, многу изразена тахикардија. Значи ги минав сите специјалисти, можам да кажам. Каде што не успеав да добијам одговори на сите овие прашања. И ова беше местото каде што по природа дефинитивно сум човек кој што сака да знае зошто нешто се случува. И откако не успеав да ги најдам сите овие одговори внатре во нашата држава, значи тргнав многу подалеко. И стасав до функционалната медицина. До функционалната медицина. И сега доаѓаме до моментот кога ќе ве прашам што значи функционална медицина за вас. Значи народски објаснето. Ајде вака, значи нека да го објаснам за нашите гледачи да можат да го разберат на некаков начин. Значи самата функционална медицина е медицина базирана на докази. Но наместо лекување на симптомите, она што го правиме е ја бараме причината и ја решаваме причината за појава на самите симптоми. И на тој начин со решавање на самите причини всушност доаѓа до решавање на самите симптоми. Не пробаме да ги маскираме самите симптоми, туку ги решаваме причините за самите симптоми, кои што самото по себе води до решавање на самата симптоматика. Јасно. Како би ја опишале вие мисијата на подкастот Под површината, што сакаме луѓето реално да почувствуваат после секоја епизода? Она што реално би сакала да го почувствуваат е дека голем дел од нивните симптоми не се нормални. Значи, многу често може ќе ви биде кажано дека може ви е од време, може ви е од годините, може ви е во резултат на стрес. Не кажувам, значи стресот се игра своја улога. Но под секој симптом дефинитивно постои причина. И дека дефинитивно дека не сте луди и дека постои начин на кој можете да го решите точно вашиот проблем, доколку се фокусираме на решавање на причината за вашиот проблем. Јасно. Тука можеме и да се надоврцаме, например, да продискутираме малку за тоа како е можно лабораториите да велат, односно резултатите да покажуваат дека се е во ред, а сепак жената како жена да не може буквално да стане од кревет на саба или да не може да функционира во текот на денот. Многу честа појава, особено би рекла кај Хашимото, хроничниот умор. Независно колку една жена спие, значи има хроничен умор, не може да функционира, да кажеме, во текот на денот, не може да си ги извршува врските или преживува од ден за ден, како што би рекли. Зошто? Затоа што она што го гледаме, кога ќе отидете на лабораторија
и ќе испитате определени параметри, независно дали станува збор за тироиден статус. Значи, она што го гледаме и веднаш до самите ваши вредности кои што излегуваат е нешто што се нарекува референтни граници. Но референтните граници се просто статистика која што е земана на општото население, независно дали тоа население страда од дадени болести, независно дали има воспаление, независно дали е 70 годишно популација би рекла, каде што е земена општа слика и се утврдени некакви граници. Но референтни граници дефинитивно не се нешто што се нарекуваат оптимални граници. Она што сакаме секогаш телото да биде во оние оптимални граници кои што се граници на здравје, а не граници на преживување. Значи, референтни граници се граници на, би рекле, преживување и кога ќе излеземе надвор од референтните граници веќе, значи, проблематиката станува многу лоша и веќе може да зборуваме за многу лоши здравствени состојби, додека оптималните вредности се оние каде што сакаме да бидеме и каде што ќе имаме добра дигестија, каде што ќе имаме добар сон, каде што ќе се чувствуваме добро, значи каде што ќе го имаме, значи оној полн капацитет на живот. Полн капацитет на живот. Тука кога веќе зборуваме за Хашимото, дали се должи тој замор на ниво на клетка? Значи, што се случува кога имаме замор, што се случува на ниво на клетка кај жени кои што се со Хашимото? Што најчесто се случува, макар што причините може да бидат повеќе за хроничен умор кај Хашимото. Но што најчесто се случува? Оно што најчесто го гледам е ниско ниво на Т3 хормон. Т3 хормон е активниот тироиден хормон, но тој треба да биде претворен од Т4, значи нашата тироидна жлезда лачи Т4 и Т3 хормони, каде што Т4 е неактивен хормон, кој што треба да биде претворен во неговата активна форма, кој што е Т3 хормон, кој што не се случува во тироидната жлезда, а се случува во црниот дроб во 60%, 20% во цревата и 20% во периферните органи. И кога имаме ниски нива на Т3, кој што на лабораторија не се појавува, како може и да не се појави дека излегувате надвор од референтни граници. Значи сакате Т3 да ви биде во горната 1/3 на референтните граници. Тоа е веќе добар Т3. Но кога имаме ниско ниво на Т3, во тој случај немаме доволно енергија, значи за самите клетки. Покрај ниското ниво на Т3 дефинитивно значи може да имаме многу чест дефицит, кај Хашимото би рекла е дефинитивно железото или хроничниот дефицит на железо, особено на феритин, кој што исто така може да резултира со хроничен умор. Ајде да се вратиме малку прво на самите почетоци, да речеме. Значи, оди жена која што ги има сите симптоми што се појавуваат со Хашимото. Меѓутоа бара комплетен тироиден статус и не се испитуваат само ТСХ и Т4 во најдобар случај. Што комплетно треба да се испита за да се утврди Хашимото? Тоа е многу често прашање. Ги имам сите симптоми, меѓутоа не знам дали имам Хашимото. Што е потребно? Значи, потребен ни е комплетен тироиден статус, што значи ТСХ, Т4, во овој случај препорачувам повеќе слободните форми, каде што е FT4, слободен Т4, слободен Т3, антитела на тиропероксидаза, антитела на тироглобулин и ехо на тироидната жлезда. Значи, ова е за да можеме да утврдиме доколку имаме Хашимото. Во некаде би рекла во 80% од случаевите ќе имаме покачени нива на антителата на тироидната жлезда, што значи антитела на тироглобулин и антитела на тиропероксидаза. Но во 10 до 15% од случаевите имаме нешто што се нарекува серонегативен тип на Хашимото. Кај овие пациентки немаме покачување на антителата на тироидната жлезда, но на ехо се утврдува, значи типична би рекла структура на самата тироидна жлезда, од која што можеме да заклучиме дека станува збор за серонегативен тип на Хашимото. Она што ви треба, значи, е комплетен тироиден панел заедно со антитела и ехо на тироидна жлезда, за да биде конечно утврдено дали воопшто се соочувате со самиот Хашимото. Што се случува со моментот, например, кога ТСХ ќе биде окей? Значи во референтни вредности, во референтни граници, меѓутоа антителата се покачени, но не се покачени она многу да бидат покачени. Туку и тие се во референтни граници. И им велат дека нема потреба сега за терапија, може слободно да земете, превентивно да пиете селен.
ретко кој ќе препорачи превентивно селе. Но, ајде да речеме, дека имаме само покачени антитела, привидно во референтни граници ТСХ. Што во реално се случува? Ќе почнете да добивате дефинитивно симптоми и она што би сакала сите да го знаат и да го земат во предвид е дека може 5 до 7 години пред да дојде до промена на вашите тироидни хормони, и во овој случај ТСХ воопшто не е тироиден хормон, е хормон, значи на на самиот мозок, на еден дел во самиот мозок, како треба да го кажеме. Значи, имаме еден временски период од 5 до 7 години каде што имаме постепено покачување, може и да биде и понагло покачување на антителата на тироидната жлезда, каде што доаѓа до активно уништување на самата тироидна жлезда, се додека самата тироидна жлезда не биде уништена до степен каде што нема самата да биде способна да произведува во доволна степен тироидни хормони. И ова е местото каде што вообичаено најголем дел од самите пациенти се откриваат. Значи, кога веќе ќе дојде до промена на самите тироидни хормони. Но ние, она што можеме да го направиме, во идеалниот случај, е да го фатиме пациентот додека има само покачени антитела, за да успееме да превентираме да не стигне до промена на самите тироидни хормони и до уништување на самата тироидна жлезда. Затоа што Хашимото реално не е проблем на тироидната жлезда, а е автоимунно заболување, што значи дека е проблем и болест на самиот имунитет. И доколку делуваме на самиот имунитет, и доколку направиме имуномодулација, и би рекла, не е толку просто и едноставно целиот процес, но доколку се посветиме на тоа, значи да постигнеме една комплетна контрола врз целиот систем на телото, дефинитивно можеме и да не стигнеме до терапија. Што се случува со терапијата? Многумина, например, ќе речат, ете, пијам терапија за самата тироидна. Дали тоа значи дека ќе морам да ја примам терапијата доживотно? Дали терапијата мора да се прима доживотно ако сме со Хашимото, или тоа може, например, да се намали или во идеален случај да се елиминира целосно? Би рекла зависи. Од што зависи? Зависи од тоа во која степен е уништена самата тироидна жлезда. Значи, не може една тироидна жлезда која што е во 75% уништена и доколку вие пиете, би рекле, еутирокс затоа што најчесто се препишува еутирокс кај нас, значи од 125 и одеднаш да настапи или сосема отфрлање на целата терапија. Вообичаено, она што можеме да го постигнеме е намалување на самата доза, но не и комплетно исклучување. Да, дека постојат и многу напредни техники за кои што претпоставувам во некој од наредните епизоди ќе разборуваме за тоа дали постои можност да настапи регенерација на тироидното ткиво, значи каде што во моментот научниците прават доста големи истражувања во однос на оваа проблематика, многу натежни истражувања дека може да дојде до регенерација со одредени методи. Сметам дека не е точно тема за денешниот подкаст, но дефинитивно ќе зборуваме за ова нешто. Но да речеме, доколку ова е пациент кој што е на 25 еутирокс, тогаш дефинитивно може да дојде и до комплетно исклучување на самата терапија. А дали, значи, самото исклучување или намалување на терапијата мораме да се водиме по самите тироидни хормони или комплетниот тироиден панел, или можеме едноставно да го следиме нашето тело, за да видиме како реагираме на таа доза? Значи, секогаш одиме комбинирано. Значи, секогаш сакаме и црно на бело да видиме дека се е во ред и сакаме, значи, и самиот пациент да се чувствува максимално добро. Затоа што, како што споменавме пред малку, дека референтните граници се многу опширни, да земеме едно ТСХ. Значи, вообичаено во нашите лаборатории, оно што ќе го видиме е дека референтните граници во различните лаборатории е различно, но може да кажеме дека горната референтна граница да се движи до 5 до 6. Но, оптималното ниво, и тоа како еден пациент најдобро се чувствува, е со ТСХ помеѓу 1 и помеѓу 2, што значи целиме постигнување на ТСХ помеѓу 1 и 2 кај нашите пациенти. Јасно. Кога сме веќе кај симптомите, кажете ми зошто речиси секоја жена која што се соочува со Хашимото има проблеми со надоеноста? Многу широка тема. Значи, дефинитивно многу широка тема. Сметам дека треба да биде направена и посебна епизода само за дигестивните проблеми кај Хашимото. Значи се многу чести и се обемни. Можам да кажам дека сигурно 95% од жените со Хашимото имаат некаков вид на дигестивни проблеми. Значи, на што може да се должи?
нека да набројам некои од причините. Значи, дефинитивно една од причините е ниска желудочна киселина. Многу често пациентките знаат да имат покрај подојност, да имаат и киселини, но она што се случува е најчесто во 95% од случаевите имаат ниска желудочна киселина. Затоа кога консумираат одреден вид на храна, да кажеме, храната се задржува внатре во самиот желудник и не може да биде преработена на правилен начин затоа што немаме доволно желудочна киселина, поради што таа ферментира, создава поголема количина на гасови и ова води до создавање на подојност. Ова е едната причина. Втора причина, дисбиоза. Што е дисбиоза? Ајде да тргнеме од таму. Што е дисбиоза? Нашето тело е составено од 8 трилиони микроорганизми, ако можеме да кажеме, повеќе од нашите човечки клетки, каде што кои што се расположени, да се разбереме, не само во дебело црево, но насекаде по кожа, значи во орален микробиом имаме доле, значи вагинален микробиом на многу места. И сега, доколку кога зборуваме за дисбиоза, особено за цревна дисбиоза, многу често кај Хашимото, што значи дека имаме небаланс или дисбаланс помеѓу добрите бактерии и патогените бактерии во нашиот организам. Затоа што сметајте дека и патогените бактерии од типот, можеби вам ви се познати од тип на ешерихија, од тип на кандида, да речеме, многу често, затоа што многу често како инфекции ги имаме. По правило, секој човек во мала количина ги има во своето тело. Но проблемот е кога ќе настапи дисбиоза, што значи имаме намалување на добрите бактерии, каде што се лактобацили и бифидобактерии, а имаме покачување, каде што во резултат на тоа намалување на тие добри бактерии се создава идеална средина за зголемување на оние лоши бактерии. И многу често, значи, ова е моментот каде што доаѓа, би рекла, и до појава од типот на проблематики како SIBO, како SIFO, кои што се Small Intestinal Bacterial Overgrowth или Small Intestinal Fungal Overgrowth, каде што имаме пораст на бактерии или фунги во тенкот од црево, каде што воопшто не има местото. И каде што чувствуваме, значи, дефинитивно еден од симптомите е зголемена подојност. Постојат ли, кажете ми, некои конкретни сигнали кога станува збор за процесот на варење и за дигестивниот систем, кои што ни кажуваат дека телото е едноставно под воспаление? Доколку консумирате храна и доколку имате каков и да е дигестивен проблем, не е нормално. Значи, не е нормално да имате дигестивен проблем, особено доколку консумирате здрава храна, ако треба да се изразам на некаков начин. Што е здрава храна, докторке? Друго прашање кое што е многу, би рекла, здрава храна. Многу често слушам од моите пациентки, се хранам здраво. Но се хранам здраво не е еднакво на се хранам соодветно за Хашимото во овој случај. Значи, вие може да јадете исчистена храна, што значи да избегнувате шеќери, рафинирани шеќери, може да избегнувате ултрапроцесирана храна, може да избегнувате тестенини, но тоа не значи дека се храните соодветно за Хашимото. Значи, постои огромна разлика меѓу тоа да се храните здраво и да се храните соодветно за Хашимото. Кај Хашимото имаме потреба од исфрлање на некои наmirници кои што дефинитивно знаеме дека можат да бидат тригер за влошување на самата состојба, прво нешто. Друго нешто, сакаме да имаме максимална контрола над инсулинот во текот на целиот ден. Доктор Кете, дигестивните проблеми се честа појава кај жени со Хашимото. Меѓутоа, што се случува со, например, ладните екстремитети, што се случува со тоа што постојано пациенти со Хашимото чувствуваат студ во раце, студ во нозе постојано. Зошто е тоа така? Да, многу често појава. Пак ќе речам, во овој случај пак сакаме да имаме и најмногу оно што се целиме е покрај може да имаме зависи од самиот случај. Доколку имаме хипотироидизам и доколку не се оптимални самите тироидни хормони, доколку ТСХ не е оптимален, значи имаме забавеност на целиот организам. И особено Т3 е оној хормон за кој што зборуваме, кој што го диктира нашиот метаболизам и кој што кажува на нашето тело колку енергија ќе користи за топлина. И во овој случај, затоа што сме во оној штедачки режим, ако можам да се изразам на некаков начин, што прави нашето тело? Прави вазоконстрикција, што значи
стеснување на крвните садови во перифериите, што значи дали ќе бидат во дланки, дали ќе бидат доле во стапала, во резултат да имаме проток на крв во главните основни, би рекла, органи кои што се неопходни за живот и за преживување. И ова е една од причините за тоа да имаме значи студени дланки и стапала. Другата причина е дефинитивно дефицитот на железо или пак на феритин, би рекла, исто е една од причините. Можете ли да ми опишете накратко како изгледа еден ден во животот на жена, чиј што метаболизам е на штедачки режим? Се буди, значи спие, може да спие и 10 часа, станува уморна, хронично уморна, независно колку спие, проба да работи, не функционира, става во уста вообичаено нешто несоодветно, или не јаде воопшто, затоа што вообичаено кортизолот е многу висок наутро, не става ништо, многу доцна прима некаков оброк, но реално се соочува со хроничен умор, се соочува со дигестивни проблеми, се соочува со опаѓање на коса, дефинитивно анксиозност, промени во расположението, предменструален синдром, промени во самата менструација. Симптоматиката е огромна, како што реков, значи Хашимото не е еден еутирокса, значи за самиот Хашимото постои една огромна слика. И затоа тие ќе си речат што? Се ми од времето, или до психата ми е. И ми е на психичка база. Макар што некада не го забораваме, стресот игра голема улога кај Хашимото. Јасно. Зошто толку често се јавува анксиозност, ја спомнавте претходно? Во овој случај би рекла, значи кај жените, не сите жени со Хашимото се анксиозни на прво место. Но што може да се случи? Може да се должи, би рекла, на два фактора во овој случај, или на инсулинска резистенција, значи затоа што околу 60% од жените со Хашимото имаат инсулинска резистенција и доколку не се хранат соодветно. Ова ќе води до постојан пат и скок на шеќерот и на инсулинот во крвта, кој што ќе резултира со промени во расположението. Може она што може да го почувствуваат самите пациентки е и дека имаат и дури и тремор, дека имаат анксиозност и кога ќе стават нешто во уста се чувствуваат подобро. Ова е едната работа. Втората работа која што може да биде причина и да предизвика на еден начин дури нешто што се нарекува реактивна хипогликемија, за која што претпоставувам дека во некој од наредните епизоди ќе зборуваме повеќе, е во резултат на хроничен стрес. Кога телото е во хроничен стрес, значи во тој случај можеме да имаме нагол пат на шеќерот во телото, самата пациентка да направи реактивна хипогликемија, што ќе резултира, се разбира, значи може да биде тоа со студена пот, може да биде и по автоматизам, значи самата студена пот прави паника кај самата пациентка, започнува значи срцебиење, самото срцебиење, значи прави уште поголема паника поради што таа жена наместо да дише нормално меѓу 12 и 16 пати во минута започнува да дише многу почесто, кој што води до вратоглавици, и тоа е еден магиосен круг, каде што треба, значи да преземе одредени чекори за да може да се стабилизира целата состојба. Постои ли можност самото тело да биде под стрес, а да не сме ни свесни за тоа? Може, затоа што стресот, стрес не е само стресна работа, би рекла. Или стрес не е само домашен стрес, или стрес не е никаква драматична случка во вашиот живот. Телото не разликува дали стресот доаѓа од инфламаторна храна. Телото не, значи за самото тело исто, дали вие сте нападнати од тигар, дали јадете инфламаторна храна, дали не спиете по цела вечер, значи телото го сваќа се ова како стрес сигнали и се стресира. Затоа е сосема возможно вие да не сте свесни, да си мислите дека не сте стресирани, но начинот на, тоест, доколку имате мало дете, просто пример го земам, значи може да имате мало дете. И ако имате мало дете, тоа мало дете да се разбира постојано се буди, поради што вашиот сон не е квалитетен и ова е стрес за телото. Може да јадете храна која што е инфламаторна. Исто, на истиот начин, значи може телото пак е под стрес. Така да дефинитивно може да бидете под стрес без оној очигледен стрес, за кој што веќе сите знаеме. Јасно. Спомнавте претходно дека се влошуваат симптомите на ПМС. Како самото Хашимото е поврзан со циклусот и со хормоните?
Зборуваме за репродуктивните хормони, нели? Зборуваме за репродуктивните хормони. Многу често имаме доколку самата жена е под хроничен стрес, многу често знаеме да имаме слаба овулација. Доколку имаме слаба овулација, после самата овулација, значи треба да се формира нешто што се нарекува жолто тело. И ова жолто тело е нештото од кое што се создава прогестерон. Но во овој случај имаме слабо создавање на прогестерон. Доколку во нашата лутеална фаза или во нашата втора фаза од менструален циклус имаме слабо создавање на прогестерон, а естрогенот ние релативно може да биде нормален, но самиот прогестерон е нисок. И спаѓаме во една состојба која што е многу честа кај Хашимото и не само кај Хашимото, би рекла и кај полицистичните јајници, кај многу други жени, која што се нарекува естрогенска доминанција, која што може да доведе до предменструален синдром, болки во самите гради, може да доведе до ендометриоза, може да доведе до полипи, до миоми, до болни менструални циклуси, до обилни менструални циклуси, оние познати партали во самата менструација. Значи, се овие симптоми на естрогенска доминанција. Не значи, само нека да ставаме една забелешка, значи не секогаш прогестеронот е единствениот проблем. Значи, многу често можеме да имаме проблем и со претварањето или со, би рекла, самиот естроген. Затоа што можеме да имаме создавање на лоши метаболити, затоа што естрогенот е нешто што минува преку самиот црн дроб и треба да биде метаболизиран. Но доколку имаме создавање на лоши метаболити на естроген, значи во овој случај дефинитивно исто можеме да испаднеме во естрогенска доминанција. Или доколку во нашето тело, значи самиот естроген си има свој собствен микробиом кој што се нарекува естроболо. И доколку постојат одредени видови на бактерии кои што се во пораст, тие ќе лачат еден ензим кој што се нарекува бета-глюкуронидаза. Знам дека ова звучи многу на гледачите и на дефинитивно ќе им биде комплицирана работа, но нека да објаснам накратко. Значи, таа бета-глюкуронидаза правило вашиот црн дроб треба што му е улогата? Да ги сврела токсините. Во овој случај и самиот естроген или вишокот на естроген. И да помислете си дека го пакетира во една кутија, да речеме, и го завиткана со машна. Но оваа бета-глюкуронидаза, доколку е покачена, ќе отиде, сметајте дека е како ножичка, ќе отиде, ќе ја пресече самата машна и ќе дојде до исфрлање на самиот естроген и до негово повторно рециклирање, ова е веќе лошиот естроген, негово повторно рециклирање внатре во телото и натрупување на лош естроген. И во овој случај немаме проблем само со прогестеронот, имаме и со вишок на лош естроген внатре во самото тело, кој што исто така е, значи, самата естрогенска доминанција, затоа велам, значи, самата естрогенска доминанција може да се должи и на ниско ниво на прогестерон и на високо ниво на лош естроген. Не дека го демонизираме естрогенот, го сакаме естрогенот, но сакаме добри метаболити на естрогенот. Сакаме затоа што тој е основен и за здравјето на коските и за здравјето на срцето и на мускулите, значи дефинитивно. Тоа значи дека од самиот ПМС, кој што го имаме, нели, предменструален синдром, кој што е нормализиран во нашето општество, меѓу другото. Да, нормализирана, не треба да биде нормализиран. А тоа значи дека можеме да си прочитаме всушност што се случува со нашето тело и што се случува со хормоните. И да знаеме всушност каде се наоѓаме и што треба да решаваме. Не можеме точно да знаеме колку се во можностите, знаеме дека имаме проблем, да кажеме, но секогаш, како што реков, сакам да го видиме црно на бел. Црно на бел, односно да се направи лабораторија, да се направи хормонски статус. Во овој случај повеќе одеме со хормонски статус, со испитување на хормони. Јасно. Тоа значи дека и самото Хашимото си влијае на некаков начин на самиот фертилитет кај жена која што има. Многу, значи. Како влијае? Прво, значи, доколку се сеќавате кога зборуваме за референтни граници, како може референтни граници да е нормално до 5 или до 6, а жена, за да треба да остане бремена, да е потребно да има ТСХ пониско од 2. Одговорете ми вие на ова прашање. Доколку беше нормално да имате ТСХ 4, зошто жена за да остане бремена е потребно да има ТСХ пониско од 2? Затоа што референтните граници се окей. Ако е 4, тогаш е во референтни граници. Оптимални граници. Што ќе кажете за фактот што и покрај нерегулирано ТСХ
си ги тераат пациентките да прават, например, инвитро, и тоа се води како неплодност, без никој да им каже дека треба да го регулираат ТСХ-то по 2. Не би сакала толку да зборувам на оваа тема, ќе кажам дека дефинитивно дел од колегите обрнуваат внимание на оваа тема и укажуваат на своите пациентки дека ТСХ треба да им биде пониско од 2. Но не сакам да продолжам повеќе со коментирање на темата, значи околу самите инвитра и од би рекла од оптимизирање на целата жена како случај за пред самото инвитро. Дефинитивно не сум против инвитро, не сум против инсеминации, но самата жена треба да биде подготвена максимално за да успее самото инвитро и самата инсеминација. Тоа важи и за Хашимото, меѓутоа и за полицистични јајници. За секаков инфертилитет, за кој што, како што велам јас, жена на која што, многу често знаете да ми дојде жена која што сите лаборатории и се во ред, но не може да остане години бремена. Знаете што велам? За мене една жена која што не може да остане бремена е само недоволно испитана жена. И тука ќе го затвориме овој одговор, затоа што се надевам дека во некоја следна епизода ќе зборуваме малку подетално за оваа проблематика. Многу детално. Што се случува, например, кога ќе се јави, сезонска настинка, да речеме, или не знам, грип некој, акни ако имаме сува кожа, дали се тоа мали аларми што треба да ги занемариме или треба да ни бидат поттик дека треба да испитаме нешто за да знаеме што се случува во нашето тело? Од тип на вируси и инфекции, значи е нешто нормално што кај секој човек може да се случи, да се разбере. Но од тип на постојано разболување веќе не окажува дека имаме слаб имунитет. Од тип на акни по лице дефинитивно ни укажува дека ова се буквално аларми на самото тело. Ни покажува дека нашето тело се труди да исфрла токсини преку самата кожа, не може да ги елиминира, што значи дека имаме некаде заглавеност во патиштата на елиминација на самите токсини. И во овој случај се труди да ги елиминира токсините преку самата кожа. Тоа значи дека и самата екзема или периорален дерматит која се јавува, значи дека е телото под стрес. Се влошува со стрес. Се влошува со самиот стрес, но дефинитивно не е основна причина појавата на екзема, не е стресот не е основна причина за појава на екзема. Туку е причина за влошување на самата екзема и на сите кожни пројави, би рекла. Јасно. Зошто некои жени добиваат сигурно, предпоставам, заради влошувањето, заради тригерот што се јавува. Меѓутоа, доколку сакаат, например, да се заштитат, дали треба да посегнат по, не знам, скинкер рутина подобра, или треба всушност да влијаат на самиот дигестивен систем, на самиот дигестивен тракт, на самата исхрана, да коригираат нешто во исхраната, да земаат дополнителна суплементација за да се среди истото и колкав е оптималниот период за да се повлечат акни, да се повлече екзема, во случај значи да се намали, да се стави во нормала. Добро, значи минуваме веќе од Хашимото кон За Хашимото, за пациентки кои што имаат Хашимото зборуваме. Со екзема. Со екзема, да. Добре. Значи, во овој случај најчесто се должи на фактот, како што споменав пред малку, поради невозможноста да бидат елиминирани одредени токсини. И треба да излезат некаде, во овој случај излегуваат преку самата кожа. Но вообичаено оно што се препишува за акни, најчесто може да бидат антибиотици, може да бидат некои кортикостероидни креми. Не препорачувам, јас лично не препорачувам, значи од моја страна како доктор јас не препорачувам, не замерувам, секој си има свој начин на работа, но јас не препорачувам затоа што на тој начин доаѓа до уништување на самата кожна бариера. Затоа што нашата кожа исто значи полна со заштитни бактерии кои што ја штитат нашата кожа. Затоа постојаното применување на антибиотици и кортикостероидни креми само моментално го смирува целиот процес. Воопшто не го лечи самиот процес. Значи сакаме да се осигураме дека сите патишта на елиминација на токсини се дефинитивно дека работат. Независно дали е тоа преку потење, независно дали е преку урина, независно дали е преку столица. Значи, независно дали е преку лимфа, значи тоа се местата каде што се исфрлаат самите токсини. Дали нашиот црн дроб работи оптимално и дали ги исфрла правилно токсините.
Многу често, значи имаме проблеми, пак ќе дојдам, постојано зборувам за мутациите, но многу често среќавано, затоа што не знам до сега колку пациентки имаме испратено да испитаат или комплетен панел за тромбофилија, би рекла, или МТХВР мутации. Каде што не може да се одвива правилна метилација, тоест покрај тоа што не може да биде правилно претворен витамин B9 во неговата активна форма, тоа е една приказка, поради што може да се јават и дополнителни од тип на brain fog симптоми, значи кај самата пациентка, но многу често среќавано кај Хашимото е дефинитивно, значи мутациите на МТХВР гени. Каде што имаме, поради што не може да дојде до елиминација на токсините преку црниот дроб, преку една фаза за која што зборуваме, и поради што имаме натрупување на вишок токсини во телото. Во моментот во кој што ќе го подкрепиме на некој, не збориме за детокси, да се разбираме, значи не збориме детокс чаеви, детокс сокови или нешто слично. Но кога ќе ги подкрепиме и двете фази на црн дроб со потребните нутриенти, на тој начин, доколку таа пациентка има, да кажеме, во овој случај МТХВР мутации, и доколку ги дадеме сите неопходни суплементи во овој случај, би рекла, и исхраната која што е неопходна, во овој случај, значи, доаѓа до повлекување. Колку е потребно, би рекла дека косопадот најверојатно е најбавно решавачката проблематика кај Хашимото, акните зависно од и е строго индивидуално, значи од самата жена, кај некои жени знаат да се повлечат за 1 месец, кај некои за 3 месеци, значи строго индивидуално. Затоа што не е исто кога ќе ти дојде жена со Хашимото која што има само покачени антитела. И не е исто кога ќе ти дојде жена со 20 години Хашимото каде што е со хипотироидизам и веќе извадена жолчка и веќе е оперирана рак на ајците, кажеме, на матка. Значи не е исто, не можеш, како што велам јас, Ана и Ана, можат и двете да имаат Хашимото, но не се не се една иста личност. Затоа го предпочитате индивидуализираниот пристап за работа со овие пациенти, па и со пациенти со било која проблематика. Секоја личност е приказна сам за себе. Колку и да ја имаат истата проблематика, значи ова не е шаблонска работа. Не е шаблонска работа, значи не е работа, ајде земи, имаш Хашимото, имаш хипотироидизам, имаш покачено ТСХ, ја дигаме или ја самата доза ја правиме да го нормализира самото ТСХ. Напротив, значи, постои многу работи кои што треба да се видат што стои. Од тип на дефицити, примерно да кажем. Многу честа појава кај Хашимото. Дефицитите на самите витамини, на кои витамини? Тргнуваме од феритин, B12, може да биде фолат, цинк, селен, многу чести, кои што се особено важни, значи и феритин и значи и цинк и селен за конверзија или за претварање на неактивниот во активниот тироиден хормон. Значи се многу чести дефицити. Витамин D, јас до сега немам видено ниту една жена со Хашимото која што доколку не суплементира, да се појаснам, доколку не суплементира, не е дефицитарна на витамин D. Ово може веќе зошто е дефицитарна, отвара ново сосема прашање, затоа што, како што рековме, под површината на дефицитот на витамин D, пак постои и дефинитивно друга причина. Огромни причини постојат. Претпоставувам повеќе причини сте, не е само една. Да. Меѓутоа спомнавте суплементирање. Кога ќе се спомне суплементирање, пациентите обично го поврзуваат со некаков си вид на терапија. Дали суплементирањето и земањето суплементи е терапија, и да ми кажете, односно да ни кажете, дали суплементите се всушност нешто што е, не знам, хемиски направено, па што ќе може да влијае на нешто плюс лошо да се влоши, или може само едноставно природно да се надополнат дефицитите кои што ги имаме, независно, значи дали станува збор за витамини, независно дали станува збор за нутриенти и слично. Како функционира самото суплементирање? Значи, вака, една работа што ќе ја кажам, значи, прво, суплементот е додаток на исхраната. Не е замена за исхрана. И кога ќе биде комбиниран со соодветната исхрана, во тој случај може да биде многу моќно нешто, многу моќна алатка. И она што го правиме е одиме со таргетирана суплементација. Значи никогаш не даваме нешто
да речеме, ајде напише мултивитамин, нешто тип на мултивитамин. Секогаш одиме со таргетирана суплементација. Што значи таргетирана суплементација? Точно определени видови на суплементи кои што не достигаат, можеби, као одреден пациент. А тоа се гледа од самите анализи. А тоа се гледа од самите анализи или од самите симптоми, затоа што реално, кога ќе дојде пациент, ние одделуваме час и половина да разговараме за неговото здравје, почнувајќи од неговото раѓање до сегашниот момент. На сите, обрнувајќи внимание на сите негови можни симптоми. Така што, значи, дали е можно само со исхрана, тука ќе кажам не. Зошто не? Затоа што доколку за Хашимото зборуваме. Да, за Хашимото. Многу често, значи, имаме проблеми со ниска желудочна киселина. Со храната нема да можете да ја надоместите. Значи, нема да може да дојде до абсорбција на железото од самото месо што го консумирате. Или на витамини B12. Нема да може, кој што нормално треба самото тело и самата желудочна киселина да си ги направи. Но немаме доволно желудочна киселина. На моментот на кој што ќе избустираме на некаков начин или ќе ја зголемиме оваа желудочна киселина, тогаш ќе дојде до абсорбција. Или имаме застој на жолчни, би рекла, самата жолчка не работи доволно добро, имаме потреба од додавање на жолчни соли, кои што знаат да направат значително подобрување на абсорбцијата на, во овој случај, како што реков пред малку, една од причините за тоа да бидеме дефицитарни на витамин D со Хашимото е недостаток на жолчка, на жолчни киселини, или може да биде премногу густа жолчка поради забавеноста на дигестивниот тракт, како што имаме хипотироидизам. Целиот систем работи забавено, вклучително и самата жолчка, таа станува густа. Значи, доколку земете една жена на 60 годишна возраст со хипотироидизам, пол од нив ќе бидат со извадена жолчка. Никој не се прашуваш зошто. Зошто? Никој не се прашува. Ама се прават, битно се вадат. Но, со текот на годините, поради густината на самата жолчка, доаѓа до создавање на камења, кои што се разбира со текот на времето создаваат проблеми и мора да биде извадена самата жолчка. Јасно. Кога сме веќе кај суплементите, кажете ми зошто магнезиумот е минерал на мирот и зошто толку многу мина имаат дефицит на магнезиум? Минерал на мирот. Затоа што прави релаксација на самата мускулатура. Магнезиумот е вклучен над 300-400 процеси во телото, значи буквално. Сметам, ако ме прашувате мене за еден од моите омилени, би рекла, и задолжителни суплементи кои што се дел од мојата рутина, е магнезиум, дефинитивно. Зошто? Затоа што учествува во многу процеси, како што реков, во телото, прави релаксација на самата мускулатура, од друга страна влијае и за создавање и на енергија на ниво на самата клетка. Покрај тоа, значи, промовира дефинитивно подобар сон. Може да смирите хикарди и палпитации доколку се соочувате со нив, но оно што сакате да внимавате е дефинитивно, затоа што го гледам како многу голема грешка кај моите. Значи, тоа не е вина на самите пациенти, но вообичаено земаат многу лош вид на магнезиум. Полн со инфламаторни додатоци, недоволно квалитетен магнезиум, што се разбира нема како да биде ефикасен. Апсолутно. И затоа секогаш кога одиме со суплементи, држиме тие да бидат максимално исчистени и максимално квалитетни по состав, и се разбира како дополнителни додатоци да не содржат нешто што дополнително ќе ја влоши нивната здравствена состојба. Затоа што еден суплемент што содржи малтодекстрин, подобро се извинувам, но фрлете го во канта отколку да го користите. Јасно. Можеме ли, кога сме веќе кај недостатоците и кај дефицитите, можеме ли самите да се почувствуваме кога имаме недостаток на железо, кога имаме недостаток на Б витамини или не знам, на цинк, кои се симптомите што ќе ги пројавиме? Значи се разбира. Се разбира, нашето тело секогаш дава сигнали би рекла. И треба да ги читаме тие сигнали. Но колку им обрнуваме ние внимание и колку сме научени со нашиот брз начин на живот да обрнуваме внимание на тие мали сигнали. Прво се мали сигнали кои што прораснуваат во веќе поголеми симптоми би рекла. Значи може се разбира, значи доколку сте од хронично уморни, доколку имате опаѓање на коса, значи веднаш се сомневаме на проблем со самиот феритин. Доколку имаме когнитивни проблеми, доколку имаме трпнење на екстремитети,
Доколку имаме проблеми со когнитивна функција, веднаш можеме да се посомневаме дека имаме дефицит на B12. Доколку имаме кршливи ногти, значи веднаш можеме да се посомневаме или намален имунитет, веднаш можеме да се посомневаме на дефицит на витамин D и на цинк. Сите дефицити на одредени минерали, би рекла, витамини, независно, значи имат своји симптоми. Само треба да знаеме како да ги препознаеме. И да ги читаме. И да ги прочитаме, се разбира. За кој што сметам дека многу ќе зборуваме во епизодите како да се научите да ги читате одредени симптоми, затоа што би рекла дека моја професионална деформација и дефинитивно, значи, особено на женската популација, доколку е во моја близина, значи скенирање. Професионална деформација, али скенирање буквално на одгоре од глава до пети буквално. Скен. Нека да ја наречеме професионална деформација. Нека стане така тогаш. Кажете ми, кога станува збор за Хашимото, за сите овие работи што ги набројавте досега. Ако се направи корекција во исхраната, ако се направи корекција во самите дефицити, значи да се почне со суплементирање, фактички комбинација од суплементација и исхрана, дали навистина може за 2 недели да се подобри барем малку, да почувствуваме подобрување? Она што го правиме ние вообичаено со пациентите, одиме со протоколи. Со тоа што вообичаено подобрувањето го почнуваат да го чувствуваат на втората седмица, би рекла. Некаде првите денови не им се лесни, затоа што менат комплетно, значи комплетно менат начин на живот, значи начин одредени навики и сите тие работи, но веќе на втората седмица почнуваат да се чувствуваат значително подобро. Тоа не значи дека за рок од 2 седмици ќе бидат како нови. Може ќе им бидат потребни, пак ќе речам, постои, зависи каде се наоѓа самиот пациент. Но може би за еден пациент ќе бидат потребно 6 месеци, во случајот со Хашимото да биде воведен во ремисија, што значи да имаме комплетно намалување на антителата, за кои што постојано слушаме дека не можат да бидат намалени. Дефинитивно можат. И на овој начин го стопираме самиот имунитет да продолжи да уништува тироидната жлезда и го намалуваме ризикот од дополнителни автоимуни заболувања, дополнителни милион болести, хронични болести. И доколку го направиме тоа, значи за една жена може тоа е 6 месеца, но за друга жена која што страда веќе полого време може да биде и 2 години. Јасно. Нека да бидеме реални, не може нешто што се е развивало во рамките на 15-20 години да се реши за рок од 2 дена. Да. Значи не постои магично апче. Или магична пилула. Магично стапче. Или магично стапче. Сакам да се сврнеме малку кон тоа, кој на пример ќе дојде пациент и ќе рече дека сака да го излечи Хашимото. Што можеме да направиме реално со Хашимото? Да го ставиме во ремисија. Што значи да го ставиме во ремисија? Значи да го смириме имунитетот. Да престане да ја уништува нашата тироидна жлезда. Затоа што цело време, доколку имаме високи антитела, значи тој ја уништува нашата тироидна жлезда. Во моментот во кој што постигнеме комплетно намалување на антителата, за кој што реков дека постојано се алудира на тоа дека не можат да бидат намалени, но од практика, како што и вие самите знаете, постојано гледаме драстично намалување на самите антитела, значи го смируваме самиот имунитет и го внесуваме Хашимото во ремисија. Тоа не значи дека вие немате Хашимото. Доколку не продолжите да се грижите сами за себе, и во иднина може да дојде повторно до активација или до влошување на симптомите на самиот Хашимото. Што ќе се случи ако не продолжиме да се грижиме за самите нас? Што ќе се случи? Значи, што друго? Прашањето ми е што друго, кон што ќе доведе, кои се последиците, дали ќе дојде до не знам. Може да имате второ автоимуно заболување, трето автоимуно заболување, да ви се накали зборуваме, значи доколку имаме едно автоимуно заболување, независно дали станува во овој случај збор за Хашимото, може да биде тоа ревматоиден артрит, може да биде лупус, може да биде мултиплекс склероза. Нека да го земеме кој да е автоимуно заболување. Значи во овој случај Хашимото, доколку имате Хашимото, ризикот ви е значително зголемен, значи од второ автоимуно заболување, доколку не превземете нешто.
Доколку вашиот Хашимото се појави, да речеме, во рана возраст, особено доколку имате генетска предиспозиција, многу често, значи кај се појави, би рекла, во некоја 14-15 годишна возраст или 7-18 годишна возраст. Многу често оно што го гледаме веќе до 28 годишна возраст, кај мене доаѓаат со автоимуни болести. Да не зборувам дека натаму може да прогресира до многу полоши проблематики од типот на одредени видови на карцином. Ја спомнавте возраста. А начинот на лекување веќе споменавме неколку пати претходно дека одиме со индивидуализиран пристап. Меѓутоа, колку лекувањето зависи од самиот пациент, ако е на 14-15 години, и какво ќе биде лекувањето и колку зависи лекувањето од самиот пациент на веќе 30 годишна, 35 годишна возраст. Што треба пациентот 14-15 години? Реално, 14-15 годишен пациент, реално. Ајде кажи ми ти каква беше на 14-15 години? Па дете, каква можам да бидам? Ма дали ако не, некој не сум ти внимавала за ништо, мислам. Дали некој, ако ти ја зборувала дека исхраната ќе влијае на твоето здравје и дека во иднина ќе имаш повеќе здравствени проблеми доколку не внимаваш на исхраната, дали ќе се препазуваш на овие? Апсолутно не. Апсолутно не. Со 90% од децата е дефинитивно истиот случај. Значи со Хашимото, значи постои голем проблем на тоа, иако самите родители колку и да се трудат, некои успеваат, да се разбереме, некои навистина успеваат и тоа е многу голем труд и многу голема мака за самите родители. Затоа што бара посебно внимание, посебен начин на исхрана, многу труд од нивна страна. Но би рекла на едно 13-14 годишно дете е многу тешко да воведеш начин на исхрана. Веќе кога сме 30 годишни и кога веќе сознаваме и веќе кога сме доволно свесни што дека веќе нема како да го тераме понатаму, тогаш веќе работите доколку решиме да ги смениме, ги мениме. Тоа не значи дека и на 30 години задолжително ќе сме доволно свесни дека треба да промениме нешто во нашиот живот. Можеме да бидеме и 30, и 40, и 60 годишни и се уште да не бидеме свесни за ова нешто. Јасно. Би сакала да се навратиме повторно кон суплементацијата. Во ред. Затоа што мене искрено ми е интересна тема. Порано Мене си имав исто. некои стигми кои што ги преферирав во однос на суплементацијата. Например, ме интересира и мен. Например, дека, не знам, апчиња се. Нема да ги земам затоа што се апчиња. Никогаш не сум се погрижила за тоа да прочитам состав или не знам, ќе ми речеа дека е окей да се пие магнезиум, па ќе сум земела било каков магнезиум да го пијам. Не сум имала никаков резултат, тоа е факт. Или никој не ми кажал дека без разлика во колку сончева земја живееме, значи Македонија како сончева земја, ама дека ќе имаме недостаток на витамин D. Никој не ми кажал досега дека... И можете да се печете ако сакате 24 часа. Точно, ама џабе бадијала се тоа. Никој не ми кажал дека, не знам, витамин D би влијаел на фертилитетот понатаму, дека морам да имам, не знам, доволна количина за да можам да се случи нели бременост и слично. И сум имала такви, ќе кажам како, не знам, стигми кои што ме спречувале да земам и да суплементирам, што не е таков случај од сега. До кога? Додека не ја запознав доктор Марија. Сега... Што беше оно што ве натера да го смените мислењето? Тоа, главното нешто вие, вашиот пристап прво и основно и тоа што ги објаснувате работите онака како што се, значи без било какви маски, и го кажувате она што вистински е потребно, она што, например, не сум можела да го слушам кај некој друг доктор, да речеме. Благодарам за тоа. Благодарам на вас. Сакам да ми кажете, рековте дека факт е дека мора да постојат чисти форми. Да. Значи на суплементација. Значи, многу држиме, независно и со која проблематика работиме. Значи, многу држиме да имаме исчистени форми на суплементи и да имаме исчистена исхрана. Затоа што реално, значи, во овој случај, затоа што зборуваме за Хашимото. Многу често, не многу често, секогаш одиме со безглутенска исхрана, но доколку отидете во продавница, можете да најдете илјадници производи
на кој што пишува глутен фри или безглутенски, но кога ги завртите од обратната страна и каде ќе го прочитате составот, значи е полн со инфламаторни наметници. Ќе ве молам, не лажете се по рекламите на предната страна на производот, независно дали станува за суплемент или за производ во маркет. Сакате да прочитате состав или на денешно време за вас да си го лесните процесот, постојат многу апликации кои што можете да си ги симните на телефон просто и со кои што можете да направите скенирање за да видите колку е безбеден даден производ. Независно дали станува збор за производ за нега, на би рекла козметика, на кожа, затоа што сакаме да внимаваме и што нанесуваме на нас. Значи, или станува збор за некој продукт од продавница. Исто така, значи, постојат апликации, ќе зборуваме сигурно во некој од наредните епизоди. Сакам да ве прашам нешто лично, ако може. Ајде. Кои се топ 5 суплементи кои што доктор Марија ги пие са бајле која ќе отвори очи? Ако не заборави, то не значи дека во остатокот од денот не ги пие. Значи, Са бајле. Стрикно са бајле, значи при самото отварање на очите, прво нешто по што посегнувате. Верувам дека тоа се суплементи реално. Не. Туку? Не. Правење доручек. Без доручек никаде. Одам во кој не правам доручек. Реално, значи, првото нешто што го правам доручек. После тоа да тргнувам натака со останатите работи. Затоа што немам време, меѓу другото, ако си мислите дека за да се храните здраво дека ви требаат 5 часа во којна, не ви требаат 5 часа во којна. Дефинитивно, значи, одделувам малку време. Би рекла, го користам времето малку, но паметно, за да ми биде максимално оптимизирана исхраната. Ако можам да се заразам на тој начин. Но, кога зборуваме за 5 топ суплементи на доктор Марија без кој не може да живее, најверојатно се магнезиум. Затоа што едно нешто пред малку кога зборувам за магнезиумот, нешто што не го споменав е дека сметајте дека доколку сте хронично стресирани и доколку работите особено долги часови, сметајте дека буквално магнезиумот се нулира. Значи стресот прави нулирање на магнезиумот. Така да сакате да го введувате во доволни количини. На второ место омега, значи антиинфламаторно, задолжително. Значи омега 3, вториот суплемент. Третиот е адаптоген, затоа што докторката работи ненормално многу часови и дефинитивно е стресирана. Каде што е во овој случај го користам Виталикс, кој што е од медицински печорки, значи макар што постојат повеќе адаптогени, кога ќе зборуваме за адаптогени, ќе зборувам пошироко, значи вие можете да користите и многу други, значи. На четврто место метилфолат и метилкобаламин ќе ги ставам во едно. Затоа што докторката е со мутации на МТХВР, ќе ги ставам во едно. И што е, се мислам, што сум заборавила од сите суплементи. Не пијам само 5 суплементи, пијам многу повеќе, но Зборуваме на сабајле, но топ не се. Значи да се разбереме, омегата ја после појадок ја земам. Значи вообичаено суплементи не ги пијам на гладно. Вообичаено завршувам со оброкот и после ги пијам, макар што делот суплементите од типот на Б витамини дефинитивно може да се пијат на сабајле. На гладно, но дефинитивно не. И витамин Д. Витамин Д, каде без витамин Д? Значи витамин Д. Искуство од витамин Д, значи, може да ви кажам дека во моментот сум дефицитарна на витамин Д, иако, значи, пијам во огромни количини, не зборуваме за 2000 единици кои што вообичаено се препишуваат, но имам дефинитивно дефицит на витамин Д, така да се годиме со малку повисока доза. Добро. Но тоа се 5. Магнезиум, омега, адаптоген, моите 5. Метилфолат и метилкобаламин секогаш активни форми и витамин Д. Која е логиката, кажете ми, за тоа што користите Now Supplements од vitamini.mk во сите ваши програми, да речеме? Значи, дефинитивно затоа што станува збор за исчистени форми. Многу ретко кај нас во Македонија особено можеме да не идеме на чисти форми. Многу држам и нека да споменам во овој случај дека
витамини МК.мк или Supplements Foods се нашиот главен спонзор, но многу пред да станат наш главен спонзор, дефинитивно секогаш одев со нивните форми, точно заради тоа држев да имаме исчистени форми, без додатоци, без инфламаторни состојки, нека да не ги набровам, но без полнителни, без вештачки бои, без вештачки ароми, без малтодекстрини и некои дополнителни работи. Кажете ми сега, кога веќе ќе треба да привршуваме полека со оваа прва епизода, која е вистината што секоја жена со Хашимото треба да ја чуе денес? Има решение на вашите симптоми. Не сте луди. Не ви е од времето. Не ви е од годините. И дефинитивно за сите симптоми кои што ги имате, дефинитивно постои причина. И кажете им на гледачите што ги гледаме во следната епизода. Следната епизода најверојатно ќе бидеме насочени и ќе зборуваме за полицистичните јаници, затоа што сметам дека исто така имаме епидемија покрај самиот Хашимото, значи и на самите полицистични јаници, а 70% од самите полицистични јаници за жал остануваат недиагностицирани. Значи ќе знаеме нешто повеќе за многу самите полицистични јаници како синдром кој што го носиме во нас и ќе зборуваме, претпоставувам, и на многу други теми кои што ги обработува функционалната медицина, кои што вие ги третирате. Ќе зборуваме и тоа како. Се надевам дека едукацијата ќе биде... Се надевам да им помогне, значи да им помогне. Да. Колку и да одиме, може би во оваа прва епизода малку повеќе едукативно, но потоа кога веќе ќе навлеземе во целата проблематика, ќе одиме и со препораки што можете да направите, како можете да направите, како можете да го подобрите вашето здравје доколку страдате од дадена симптоматика, на што да се насочите, значи, но оваа сепак е прва епизода, значи малку да биде поопширна и од пообразовен тип, ако треба да се изјасним на овој начин. Благодарам многу за разговорот, доктор Марија. А вие претплатете се на нашиот YouTube канал, следете на социјалните мрежи, на Инстаграм и на Фејсбук и се гледаме во следната епизода.